интересите и што дојдовте денеска на оваа наша вкуса најава за барањето кое го поднесовме до неколку институции, до Министерство за правда, до Собранието на Република Северна Македонија и до координаторите на сите пратенички групи во Собранието, за што поетни измени во изборниот законник, кои во моментов не ги вклучува можностите за независните кандидати и кандидатски листи на престојните локални избори. Тука сме представници од 7 скупно независни листи од цела Македонија, Шанса за центар од центар, Зелен Куман град од град Скопје, Независни за Карпош, Поинаку Битола, Зелените од Газибава, Подобро за Тетово и Стига од Зумица, Василово и Ново село. Нашите барања се однесуваат на правната празнина која се создаде со укинување на членот од изборниот законник со кој се подигна прагот за собирање на подписи за независни листи на 1%, што Уставниот суд го оцени како неуставен, а ние како граѓани веќе имаме искуство со кандидирање наши кандидати и со учество на независните во советите. Мислам дека независните покажаа еден интегритет, покажа едно поинакво водење на политички дискусии, го подигнаа нивото на транспарентност во општините во кои делуваат, во многу поголема соработка со граѓаните и пореспонзивни се на барањата на граѓаните. И овој чекор итно пред минатите парламентарни избори да се направи измена во изборниот законник со кој ќе се оневозможи нивното учество, односно ќе се подигне прагот практично на процент кој е толку висок да оневозможува, покажува дека тие некаков страф имаат од независните листи. Она што е интересно е дека политичките партии кај нас тешко може да постигнат консензус за некакви суштински стратешки државни прашања, ако се работи за оневозможување на независните кандидати да настапуваат на изборите, брзо успеваат да го направат тој чекор, бидејќи оваа измена беше направена со заедничко барање на пратеници од различни политички партии. Македонија со ова е на листата на држави кои не покажуваат никакви демократски капацитети, напротив, сега сме не само како Северна Македонија, другаме како Северна Кореја. Во Северна Кореја е недозволено настап на независни кандидатски листи и сметаме дека со ова ги браниме европските вредности на демократија, на плурализам и на активна можност на сите граѓани да се кандидираат и да учествуваат во политичките процеси. Сакам уште нешто да додадам, дека политичките партии секојдневно го губат кредибилитетот, очигледно на бројот на гласачи на сите избори кои опаѓа, од 2 до 50% стигнува бројот на гласачи. Тоа им треба да им даде некаков сигнал, ама не за да ги скратат сите други размислувања, како што се размислувањата и идеите на независните, туку за нивни внатрешни реформи. Ние со овие измени кои ги бараме потитно да се пополни таа правна празнина и да ни се овозможи за следните локални избори кои се планираат во октомври месец, да имаме чисти и јасни услови како може да настапи. Јана, всушност тоа што Уставниот суд ја укина таа одлука која што донесува со тоа законско решение кој што го донесува партиите, не важи она претходно решение врз основа на кое вие се кандидиравте до сега на изборите, треба да се донесе ново решение. Тоа е проблемот. Ситуацијата кога ништо не се донесе, вие Петро не може да се кандидирате. Во овој момент е така. Ние во нашите барања до Министерство за правда и до Собранието, она што го бараме е да не вклучат активно и во работната група или во носењето на измените на изборниот законник, бидејќи и имаме искуство и сме заинтересирани и тие измени најмногу ќе се однесуваат на нас и на нашето учество на следните избори. Бараме дополнително она што како искуство го имаме од претходните локални избори, кога нашите имиња на групите не ни беа дозволено да бидат напишани на избирачкото листче, тие повторно да бидат пратени не само носителот на листата, туку и името на групата да бидат, потоа бараме еднаков пристап и до медиумскиот простор, кој не е секако невозможен. И она што иако законодавецот го пропишал изборниот законник да биде достапен и за независните групи и листи кои се кандидираат,
да се почитува, бидејќи минатиот пат Државната изборна комисија за жал не го почитува тоа и сакам независните останаа без можност да имаат избирачки список. А со колку потписи барате да може да се кандидирате на наредните Во нашето барање стои дека ние бараме со 50 на потписи да може да се настапи на кандидатска листа, за да го овозможиме брзо донесување до изборниот законот и за да се направи можност и во помалите, но и во големите. Знаете, за некои општини како овие наши урбани општини кои се лесно поврзани, мобилноста е лесна, луѓето може да стигнат до местото каде што се собираат потписите, тоа може би нема да биде толку голем проблем. Ама замислете 1% во рурална општина, диспертирана на многу населени места, на само едно место на Државна изборна комисија, ние знаеме дека тоа наистина ги обесхрабри независните кандидати за нашата партија. Има ли временска рамка до кога ова решение треба да биде донесено? Па ова треба да биде најитно секако пред распитување на изборите, бидејќи законодавецот најави дека во јули месец ќе ги распишат изборите, што значи не останува одредено се. Две прашања имам. Постои толкување, ако не се донесат може да настапат и другите. Ама дека и пат напред ако може. Две прашања имам. Значи, постои толкување конкретно од Уставниот суд, што го добив како сознание, ако не се донесат нови услови за кандидирање на независни пратеници, тогаш може да се применува законот у смисол дека секој независен кандидат само со своја индивидуална пријава може да стане кандидат за градоначалник, за советник. Дали сметате дека законот така треба да се толкува ако не се донесат нови услови? Сега во отсуство на дадени услови критериуми, тогаш треба да биде отворена, а не затворена можноста за независни листи да може да се кандидираат на наредните локални избори. Сега за жал тоа зависи од толкувањето на законот од страна на собранието, од страна на законодавниот дом и од страна на ДИК, кој што на крај може да рече, знаете што ние другаче си го толкуваме цело тоа и едноставно нема да ви прифатиме вашите поднесоци за локалните избори. Затоа е круцијално да има заеднички консенсус за како ова ќе се толкува во случај да се донесат измени или во случај да не се донесат измени. Второ прашање, ако не бидете вклучени во работна група што ќе подготвува измени, дали ќе ги признаете донесените нови одредби и дали стравувате од тоа дека пак можете да бидете изиграни во смисол да се предвиди, например, некоја одредба од 0,5% од запишаните избирачи? Дали постои некоја математичка граница каде што вие ќе речете да, окей е за нас тоа, а ова не е во ред, бидејќи доаѓаме во ситуација која што демократијата ја гледаме преку процентот. Така, ме разбирате тоа? Така. Да. Значи за нас е прифатливо тоа што е во барањето. Тоа се 50 на потписи за да може да се кандидираат независни листи на овие локални избори. Ова е последи европскиот тренд, европските стандарди каде што се отвора можност за демократијата, а не се затвора. Ставањето на одредени проценти само во многу мал број на општини ќе дозволи повеќе слобода во кандидирањето, а во големиот дел на општини, особено овие кои што има големо население и како го отежува. Според последните измени што ги поништи Уставниот суд за Скопје од 1000 потписи се накачуваше барањето на 4500 потписи, што е 4,5 пати повеќе од потребните потписи за една партија основа. Како може тоа независните да имаат многу потешки услови отколку партиите и од што се плашат партиите заднос од нас, ако толку многу ние ги донесуваме во цело тоа. Така што ние сме поварале 50 на потписи и стоиме на тоа дека треба да биде 50 на потписи, ете да не биде 0, но да има некако минимален праг, а сепак да се овозможи уставното право да секој да може да биде избран на одредена позиција или учествува во работењето на локалната и националната самоуправа. Ако не бидете поканети во работна група и ако не се прифатат вашите услови, можно ли е бойкотот на изборите? Нашата работа е да инсистираме што е можно повеќе да бидат прифатени сите овие работи, бидејќи со губењето на локалните независните групи во локалната самоуправа се губи многу од страна на работата на советите и од страна на тоа како ние допринесуваме на граѓаните, тоа што го објасни колешка Бека. Оден сакам дека овие сектор независни за кандидат, како дали е планирана заедничка листа за град Скопје, дали да плата како локалните крајни
Младото околу заедничко листа има да снимаме факта дека ние треба да собираме одреден број на подписи. Да, не ми кога еве доколку се сменат исполнат сите услови, дали би одредено заедничка листа може да подписи, затоа сметаме дека тоа е најголема единица на локалната самоуправа, која што е многу важна во чеството на независните. Точно. Сега тука е многу добриот факт. Никако независни цело време соработуваме заедно. Ние сме сплотени во тоа што ние го правиме заеднички. Секој од нас делува во одредениот дел округ или во одредената општина каде што сме во конкретно случај град Скопје, но тоа не значи дека ние не сме веќе заедно. Ние соработуваме заеднички на многу годливи теми кои што сите нам се сеќаат. Така што без разлика дали има име кое што е заедничко за целото тоа или нема да има име, соработката на независните веќе постои и е докажано со резултатите дека ева тука сме собрани заедно, како еден од многобројните случаи на кои што веќе сме соработували. Идејата наша е да се овозможи не само на оваа група на луѓе тука на дали што се собрани туку секој друг пред, после нас, што не сака да биде дел од ова. Така што не треба да фокусираме на дали има сега тука нека заедничка иницијатива според мене, туку овие законски измени треба да овозможат кој било по напред, да може да се случи. Ала ми Горјан Јовановски, Зелен командат. Окей. Агронарици од ПДБ-т. Të nderuar, zgjedhjet lokale afrohen, për kushtet për pjesëmarrjen e kandidatëve të pavarur për kryetar komunës dhe këshilltar mbeten të paqarta dhe në një zvrasirë juridike. Gjykata kushtetuese me 20 maj 2025 i shfuqizoi nenën 17 dhe 18 të kodit zgjedhor të miratuara në mars të vitit 2024, me të cilat u rrit pragu i nënshkrimeve të nevojshme për dorëzimin e listave të pavarura dhe e bën në 1% të trupit zgjedhor, duke qenë se dispozitat e vjetra nuk janë rikthyer në fuqi, mbetet e panjohur sipas cilave kushte kandidatët e pavarur do të mund të marrin pjesë në zgjedhje, jo që përbën shkelje të drejtës kushtetuese për kandidim në funksione publike, e garantuar në nenën 23 të kushtetutës. Kjo e drejtë gjithashtu është një nga vlerat themelore të rendit kushtetues të Maqedonisë së Veriut. Për këtë arsye kërkojmë që në kohë më të shkurtër dhe të mundshme të marrim një përgjigje nëse aktualisht është e mundur të kandidohet me dorëzimin në një listë të pavarur, apelojmë për sqarim dhe plotësim urgjent të zbrastirës juridike të krijuar. Nëse nevojitet ndryshime në kodin zgjedhor, kërkojmë që menjëherë të fillojë grupi i punës punën pranë Ministrisë së Drejtësisë, i cili do të propozojë në kuvend ndryshimet për plotësimin në kodin zgjedhor. Për ndryshe mos veprimi i Ministrisë dhe i Ligjvënësit do të përbënte një shkelje të mëtejshme të dispozitave kushtetuese për të drejtën për të zgjedhur dhe për të zgjedhur në domosdoshmërinë që këto të drejtat të rregullohen përmes kodit zgjedhor për pjesëmarrjen e kandidatëve të pavarur. Mosveprimi do të nënkuptonte gjithashtu shkelje të drejtës zgjedhore dhe të drejtës për kandidim në funksione publike, duke cënuar kështu edhe konventat ndërkombëtare, duke vënë në pikpyetje legjitimitetin e zgjedhjeve që pasojnë. Duke marrë parasysh gjithë këtë që folëm më sipër, kërkojmë që Ministria e Drejtësisë dhe Kuvendit të përfshijë kandidatët e pavarur gjatë formulimit të dispozitave që i prekin drejt për drejt ata, përkatësisht që përfaqësues nga radhët e kandidatëve të pavarur dhe organizatave qytetare të përfshihen që nga fillimi në grupin e punës dhe të formulojnë ndryshimet për plotësim në kodin zgjedhor. Ne si listat e pavarura kërkojmë të vendoset si kusht maksimum 50 nënshkrime për të garuar në zgjedhje, të lejohet mbledhja e nënshkrimeve edhe në terren dhe jashtë zyrave të KSZ-s, si në vendet evropiane, të zgjatet periudha për mbledhjen e nënshkrimeve në 30 ditë, të lejohet që në emrin e listës të jetë mos të jetë emri i barcit, kurse të jetë emri i listës që do garoj, të sigurohet barazi mes të gjithë subjekteve politike në përcaktimin e renditjes së vetme të kandidatëve për zgjedhjet, si për president, si për deputet, si për antar të këshillit apo për kryetar komune, të zbatohet detyrimi ligjor për qasjen e listës zgjedhore për të gjithë pjesëmarrësit në zgjedhje, gjithashtu edhe kandidatët si për kandidatët e pavarur, dhe të ndryshohet dispozita për qasjen në hapësirën mediatike dhe financimin e fushatës zgjedhore. A mendoni se kjo bëhet qëllimi, domethënë nga poshtë edhe nga pushteti edhe nga opozita, dhe cili është qëllimi i kësaj? Në marrë parasysh përveç se asaj zbrastirës juridike që mos përfshin kandidatët e pavarur zgjedhje, ndërkohë kemi një rregull për formimin e një partie politike, kërkon vetëm një nënshkrim. Padyshim që është e qëllimshme, në përbërjen e kaluar parlamentare, ne kemi parë se pozita dhe opozita janë të flak dhe kundërshtues ndërmjet vetë për shumë çështje që kanë qenë jetike për çështjen e qytetarëve
të Republikës Maqedonisë Veriut, mirë po kur vjen puna të sanimi i terrenit, ato u bën të gjithë bashkë dhe propozuan një ligj i cili na pengon neve për garim në zgjedhje. Është pa kuptim përse ndodh kjo, veçanërisht pasi që shteti ynë aspiron integrim në Unionin Evropian, kurse duke marrë parasysh ligjet në shtetet e Bashkimit Evropian, është e çuditshme pasi kjo nuk absolut, do të thonë, nuk përkon me ligjet tona, kështu që mund ta ceki për shembull në Austri dhe Belgjik kërkohen 200 deri në 500 nënshkrime, Britani dhe në Finland vetëm 10 nënshkrime, në Gjermani 200, në Danimark 150, në Irland kërkohen 15 nënshkrime për zgjedhje komunale, kurse 60 për zgjedhje parlamentare, kurse në Francë nuk kërkohet as pak nënshkrime. A presni që domethënë kandidatët e pavarur, sindikat e pavarur që të vinë këto zgjedhje, mendoni se do zgjidhet problemi? Atë nuk e din, do ta shohim ditët në vijim se si do të rridhe puna. Ato mendoj se duhet këtë çështje ta rregullojnë me ligj që ne mos na pengojnë dhe të marrim pjesë në zgjedhje, mirë po është për ne nuk është e papritur nëse paraqiten përsëri pengesa, duke marrë parasysh atë pjesën se u ka penguar transparenca jonë dhe për dallim nga ata ne jemi shumë të ndryshëm nga funksionimi, edhe gjithashtu nuk financohemi nga paratë të pista, nga keqpërdorimet të buxhetit edhe nga mafia urbane.